Први ден, почитувани гледачи, ви посакуваме многу среќа, здравје и успех во денешниот ден што предстои. Голем поздрав ви испраќаме од Богданци. Денеска сме токму тука да дознаеме нови специјалитети што не сме ги слушнале, што не сме ги правеле, да се дружиме со членките на Сдруженијето на пензионери при општината Богданци и добре дојде за господјата Венка. Како сте, Венка? Добро. Пред се многу благодарам што сакате за вкусот на традицијата да споделите со нашите гледачи еден ваш специјалитет кој што си има историја, традиција, кој што ќе ни го раскажете. Да. Вие сте пензионерка, така, но активна. Активна пензионерка. Така. И Што сте работеле предходно? предходно работев во електронската индустрија, керамика во Гевделија. На 55 години отидов во пензија, со 35 години стаж. Така. Да. Се разбира во вашето секојдневие како домаќинка, сопруга, Сега како мајка, така. да. Верувам дека многу специјалитети од овој крај се присутни, си готвите на традиционален начин и до ден денеска, И така. до ден денеска, така. Така, за нашите гледачи од вкусот на традицијата, што одлучивте да ни направите? Рибник. Рибник. Тоа е риба со кромит и со сите зачини. Така. Ајде раскажете ни нешто за рибникот. Кога се прави кај Рибникот, вас? Предпоставувам, нели, Не можеш правите... стално да го правиш, али традиција е. Тоа нас не интересира. Традиција е после постите, кога постат луѓето, прават или пржена риба, или рибник. После великденските, после великденските божитните пости, така. пошто организмот е испостен, ако се јаде месо, Всушност, вие преку овој специјалитет се правело адаптација после постот, затоа што ќе биде многу рибата тешко е лесна веднаш да се јаде месо. Храна, и затоа значи, така. нашите стари правеа рибник. Рибник. А сега младите и пржат само рибите и пржани и Но јадат. предпоставувам и дека овој рибник се наоѓал на трпезата и на многу постни слави. Да, Така? да. Во деновите кога е дозволено да се јаде рибата. Ајде сега, Венка, да ни кажете што се е потребно да се направи еден рибник. Колку кромит, колку Прво риба? кромит. Ама колку? Колку? Па зависи од... Еве четворица да за ручаме четворица, дома. Како оди? 4 главици. 4 главици, најмалку, кромет, или најмалку, големи. најмалку, така. 4 риби. 4 риби. Ако е 4 членно семејство. Ние тука имаме 2 главици. 2 главици кромит. Заправиш за мене и за тебе. Колку да го пробаме, ја ќе ти го изедам. И 2 парчиња риба. После имаме Макдонос. Колку Макдонос? Макдонос зависи. Ако е за 4, цела китка, така. Ако е за помалку, помалку. Така. После имаме вегета, црн пипер, сол, црвен пипер, брашно и по нашо кажано агда, а не агда. Таа е од домати. Од црвени домати се прави. Агда. Таа е чисто домашен производ. Тоа е зимница, агда. Да. Кога ќе правиш агда, ќе ме викнеш да снимаме, да видиме агда како се прави. Ети, јас прв пат слушнав. Да не дојде во Богданци, немаше да знам за агда. По продавницата има, али не е като домашната. Така. Има салца од домати. Ова е салца, уствари. Ова е чисто домашно. Проби Ај со ова малку да лажиче, па пробиш. ти ќе си земеш друго. Ау, што е убаво. Ова правиме и децата повеќе ја сакат со шпагети, макарони и агда од озгора. Ете така, ни треба малку масло за готвење, а тоа црвеното што е? Не знам, тој оцет изгледа не ми треба мене.
заборавано од предходно. Добра, и нека ни личи на масата. Нека ни личи на Ете масата. така и дома кога готвам Прво. ја, и тоа што ми треба и Да, тоа и што тоа не што ми не треба, треба, нели? да. Си е во Ставаме кујната. прво Масло. масло. Колку од прилика? 100 Малку, милилитри. затоа што е кромидот малку. Така. А ти имаш тука крапче. Така? Да, да. Предходно се запржува крапот. Да, Така? за Се пржење. сече на кременадли и предходно си го запржуваме крапот. Сега го ставаме. Ставаме кромидот. Кромидот да се пржи. Да се испржи. Убаво да се испржи. И после ставаме брашно, Добро. црвен пипер, И јагда. дата и црн пипер тие. Добро. сите. Значи, убаво треба да се испржи. Убаво треба да се испржи кромидот, да омекне и да добие златно жолта боја. Добро, Венка. Ти си сега шефот на кујната овде. Ти Да. како ќе кажеш? Ти татко, ти мајка. Така е. Еве убаво си се пржи кромичето, ја промени бојата, значи ќе треба да се стави и водичка ни треба за овој специјалитет, Водичка, така? али после брашното, после... На самиот крај. Да. Значи нас околу една чаша, 2,5 децилитри вода. Да. Добро. Сега следува брашно. Брашно. Колку ставаме брашно? Една лажица. Една супена лажица и тоа го промешуваме. Да. Потоа ставаме Црвен пипер. Така, една лажичка. Дај ме сега да. повели. А биберче кога ставаш биберче? Сега ќе ставаме Сега ќе бибер. ставиш, еве јас ќе ти подадам. И сол да ставиш. Сега водичката ќе ја ставиме. Добро. И сега ќе ставиме сол, Сол. Така. црн пипер, Црн пипер. Еви сув зачин. сув Сув зачин. зачин. Така. сега да зоврие, Така. Значи да провие да тоа. проврие и го ставаме во тавчето. Така убаво е токму да се види колку треба да биде густа Да. смесата. Не треба многу густа, пошто ќе оде во рерна И ќе да треба се... така, треба да биде потечно, значи. Добро. Сега се става И Макдоносот. Макдоналд. Колку здраво јадење. Кромит, Да, Макдонос. А и наместо вода може винце да се стави? винце на риба не се стави. Не. Добро. Ставаме Ете така. тука. Дајте Сега? тоа да ви помогнам. Е, вака ќе го ставиме, Сега? момент само. Ја ставаме рибата. Момент само. Така, Сега рибата. одозгора на рибата Аха, малку масло, зејтинче. за да не загори, нели? Да. Сасвим малку. И се Добро. става малку брашно. А, зошто ставаш брашно така през Така рибата? треба. Така треба. По-старски, стар... По-старски. О, и ова прв црвен пат пипер. го гледам. Е, така, сега оди Сега во рерна. А ова, која ќе го додадеш тука или доволно беше? Доволно е тоа. Така, Доволно. доволно беше. Одлично. Сега ќе ни кажеш на колку степени загреана рерна се Па пече. рерната може да биде и на 200 степени, то ти Доволно, треба да, така. да Значи, заври, колку да зоври. време треба да си крчка на 200 зависи степени? ако е тавчето поголемо, Така, до пола сат, до пола ако сат. е помалку до 20 минути, 10 О, минути, зависи од одлично. загревањето на рерната. Така, и потоа ќе се собереме сите пријателки, пензионерки И ќе- и ќе ќе си јадеме. кркаме ова убавина. Супер, Е, прекрасно. тоа е. С вас се гледаме кога ќе биде рибникот испечен. Ете така,
сега господја Венка ни го направи рибникот, кој рече, ја ке правам рибник, ја викам, од кај сега рибник, знам дека рибник со риба. Она рибникот го стави во тавче. Па што убаво ти е испечен за мерак. А знаете колку е се повкусно кога ќе го поделите со другиот. Ние така си уживаме во друштво со пријателките, членки на активот на жени пензионерки во Богданци. Па црвено, ама тие рибчево убаво. Ето што беше црвено што му стави од озгора. Дај сега, Венче, јас да ти ставам на тебе. Ајде, на тебе да ти ставам вака. Така. Еве ти рибче. Повели ти ќе делиш натаму на пријателките наши. Друго што направи, ти гледам многу јадење има. Машала, значи толку многу убави работи донесовте. Па вие цела ноќ не спиевте, месевте, правите колачи, баклави, шекерпариња. Има и ќофте од кромит. Ќофте исто од кромит. Чекај, Од млад кромит. Така, прво да го пробам рибчето. Рибникот да го пробам. Дајде го пробнем. Лала, ептен убаво. Марија, ептен убаво. Значи, Старски рецепти, така. Значи, традиционални за некогаш во Богданци. прекрасно нешто. Свакрвите на научија, сега ние ќе предаваме на помладите. Ако сакат да учат и Да прифатат, ако не прифатат, то Така. нивно е. Леле, и рибникот, и ќофтево од кромит, од млад кромит. Да. Така? Од млад кромит. Леле, колку е вкусно, ова ми нешто нане имаш ставено. И Нане, и Магданос. Чекай да си земам ја нешто вака да си направам. Ај, наши сме си. Топници. Макници. Ова е тоа. Така се јаде. Така се јаде тоа. Намакне се. таткова вилюшка, викат старите. Најсладко. Таткова вилушка. Така ли? Макањето таткова Таткова вилюшка. вилушка. Со рака дека. Со рака. Да. Макнете си. За мерак. Може да пробам. Да, така. Проби, Тоа е тоа. дајке, Ова е најубавото. Драги мои, направете го и овој рибник, а во некој од наредните емисии ќе ја замолиме Венка, господја Венка, да ни покаже и како се прави ќофтето од млад кромит. Ве сакаме, ве поздравуваме, да не се грижите за нас, ние сме си нарно убаво овде. Ајде, на здравје. На здравје. На здравје, здрави и живи да сте, на здравје. Уште една Лазарова песна ќе ни направите ли? Во куќите кај што има девојка, млада за мажење, ја пеа таа песна. Мома стои на бонарот, од бонарот погледнува, дал сум тенка ил висока, ил помалку црна ока, да го земам царскиот син, царко стади, дење ноќе пари броje, а на вечер прсти крши. Интересна песна. На здравје. Ајде нека се погоди царскиот син. На здравје.